Последна опомена денеска добија трговците од министерот за економија и труд Бесар Дурмиши да не ги зголемуваат цените. Во спротивно, ќе следеле ригорозни мерки. Ако вака се однесуваат, како што се однесувале овие 3 месеци, ќе не воведат во ситуација да донесеме една одлука која ќе биде многу построга. Каде што ќе им излеземе нормално на пресрет на граѓаните, но денеска ќе биде крајната препорака од нашата страна. Токму затоа, до крајот на денот, министерот најави работна средба со трговците. Нашето барање ќе биде да действуваат соодветно, да действуваат според економските трошоци што оние ги имат, да не изигруваат со цени, да не ги покачат цените. Ова ќе биде крајна опомена, ова ќе биде крајна препорака што јас им ја кажувам на нив. Министерот не откри за какви ригорозни мерки се работи. За основ на законот имаме можност, ќе бидете известени на време кои ќе бидат нашите идни чекори и кои мерки ќе ги превземеме. Ќе превземеме построги мерки. Во однос на инфлацијата, Дурмиши кажа дека владата планира долгорочно решение. Работиме за да најдеме долгорочно решение, индиректно да влијаеме врз инфлацијата. Тоа е да ги поддржиме домашните производители, особено земјоделците. Во мај, по завршувањето на мерката, инфлацијата во делот на храната и пијалаците беше 1,1%, во јуни 0,8%, а сега е 0,3%. За министерот, главен двигател на инфлаторната стапка во овој период се горивата, односно како што оцени, инфлацијата од трапезата преминала на резервоарите.